Може би здравието и не е се, но без здравието за сите се ќе биде ништо. Новото издание на Медика Инфо пред нас со интересна тема и одличен соговорник. Кога зборуваме за здравието покрај естетскиот, мислиме и на здравствениот компонент, особено кога се работи за темата која што денеска ќе зборуваме со мојот гостин во Медика Инфо Плюс. Станува збор за се поголемиот како естетски, така и медицински проблем на денешницата, особено засегната во овој аспект е женската популација, затоа што ќе зборуваме за целулитот. Како што напоменав, покрај естетски, исто така може да доведе и до сериозен медицински проблем. Со таа цел, на почетокот од Медика Инфо Плюс, како увертира за нашиот денешен разговор, зборуваме за кои се начините на отстранување на целулитот, односно третмани со кои што се третираат проблемите кога станува збор за целулитот. Кои се антицелулитни третмани со најголема ефикасност? Во голема заблуда сме доколку сметаме дека целулитот можеме да го отстраниме само со физичка активност. Интензивната физичка активност може дури и да ја влоши состојбата на веќе постоечкиот целулит. Естетскиот дел на денешната современа жена допринесе пристапот и напорот за решавање на проблемот со целулитот да биде во интензивен развој. Моментално достапните физикални терапии и фармацевските препарати, доколку се користат заедно, значително го намалуваат целулитот, со што овој козметички ефект е целосно видлив. Со оглед на вложениот труд при отстранувањето на целулитот, овој процес би требало да биде траен. Оваа борба не е бесмислена, бидејќи доколку целулитот не се лечи навреме, естетскиот проблем набрзо преминува во здравствен. Во голема заблуда сме доколку сметаме дека целулитот можеме да го отстраниме само со физичка активност. Умерената физичка активност се препорачува во процесот на превенција на формирање на целулит. Интензивната физичка активност може дури и да ја влоши состојбата на веќе постоечкиот целулит, така што при мускулната активност се користи голема количина на кислород, а кислородот го нема во пределот каде се наоѓа целулитот. Акустична радиошок бранова терапија за целулит. Третман кој ги надминува сите досегашни антицелулитни третмани. Најдобар метод за елиминирање на сите видови на целулит. Третманот се изведува на сите регии – нозе, раце, стомак, а истиот се користи за затегнување на кожа и намалување на стрии. Звучните бранови со висок интензитет можат прецизно да се фокусираат на проблематичната зона на избраната регија. Апаратот има вграден ултразвук кој прави електрична стимулација на кожата, го намалува растот на болната сензација. Екстремниот метод на користење на комплет звучни бранови со висок интензитет е избран поради механичките акустични бранови на сила, кои можат да се фокусираат на утврдена точка во параболичен рефлектор, без да се премине на останатото ткиво. Продорната длабочина може да достигне од 0 до 60 мм. Третманот е многу удобен и пријатен за клиентот. Овој третман идеално се комбинира со третманите криолиполиза и кавитација. Комбинацијата на третмани двојно го зголемува конечниот резултат. Освен во естетската, овој апарат има примена и докажано позитивно искуство во физикалната терапија. Со соодветна програма на шоквейв терапијата може да се третираат болките во зглобовите, мускулите, но се користи како третман за успешно елиминирање на квалификациите на зглобовите. Со шоквейв терапијата може да се третираат проблеми како што се болки во долниот дел на грбот на мускулна регија, ослободување на хронично воспаление и стимулирање на колагенот на кожата, епидокилитис, тендонитис, бицепс тондинитис, ахил тендонитис, сраснување на неоваскулазацијата и друга. Ете, откако во почетниот прилог слушнавме за делот третманите кои што имаат особена ефикасност кога станува збор за проблемот наречен целулит, може би денеска, напоменувајќи оваа тема во Медика Инфо Плюс, ќе го заинтригираме вниманието особено на женскиот дел од публиката, но тоа не ги амнестира и припадниците на посилниот пол, затоа што целулитот може да се појави на било која регија од телото, во било која доба и на било која би рекле популација.
Со таа цел во нашето денешно Медика Инфо издание го имаме Михаел Шишковски, дипломиран физиотерапевт, специјалист по кинезитерапија, представник на Центарот за физикална терапија и кинезитерапија во Лео Доприк. Михаел, добре ми дојде. Кажавме дека денеска зборуваме за антицелулитните третмани, особено ќе се задржиме на она што представува сектор на вашето делување, значи го поседувате Shockwave апаратот со кој што успешно ги третирате проблемите со целулитот, но за да стигнеме до тој момент каква е неговата примена, кои се резултатите, кои се бенефитите и до какви се сериозни проблеми може да доведат ненавреме третирањето на проблемите поврзани со целулитот, започнуваме со статистиката која што вели 9 од 10 жени буквално после пубертетот, а тоа е релативно рана возраст, имаат проблеми со целулитот. Овој факт би требало да ја представува утеха или пак загрижувачка информација како причина за да се бориме против целулитот на сите кои што го имаме. Вака сега, утеха за тие жени или девојки кои што не сакаат да го решат проблемот со целулитот, едноставно знаат дека тој статистички податок, па ево не сум само јас, само има и некои други кои што имаат целулит, и едноставно не можат да најдат начин, тоест не сакаат да најдат начин како да го решат проблемот. Меѓутоа, тие што имаат навистина поголем степен на целулит, бараат начини како да го решат целулитот, разни антицелулитни креми, антицелулитни масажи, козметички третмани за отстранување на целулитот, но колку се тоа ефикасни. Понатаму ќе објасниме која е примената на Shockwave и зошто баш ние сме подобри од другите козметички салони, тоест зошто овој апарат Shockwave е подобар од сите други останати апарати што се користат во козметичките салони за отстранување на целулитот, но ќе го оставиме тоа за подоцна. Тоа ќе биде всушност поентата на нашиот денешен разговор, токму на тој третман ќе се задржиме со примена на Shockwave апаратот. Ги напоменавте третманите кои што се безброја нудат класични методи, би рекле, за борба против целулитот, но резултатите, би рекле, со дел од нив се или краткотрајни, или, би рекле, тешко забележиви. Па вака, сега аз можам да кажам од медицински аспект. Кога станува збор за некоја обична диагноза. Ако е точно дадена диагнозата, некој заболување, ако е дадена точна диагнозата, 50% проблемот е решен. Останува останатите 50% на нас да дадеме точна терапија, на докторите оставаме да го медицинскиот дел, тоест медикаментозната терапија, но ние да делуваме терапевски на проблемот кој што е од наша можност да ние да го третираме. Кога станува збор за целулитот, многу е битно да се најдат причините зошто настанал целулитот. Бидејќи имаме 3 фази на целулит, во зависност од возраста на која се наоѓаат девојката или жената која што има проблем со целулитот, ние поставуваме каков третман треба да се направи за да се спречи, а исто така и за да го задржиме тој стадиум кој што ќе го добиеме после завршување на третманот со Shockwave апарат. Токму тоа сакав да го потенцираме, Михаел, затоа што можеби причината и за ефикасност токму на сите овие класични конвенционални методи кои што се применува, би рекле, досега, време е сега на револуционерите да засемат своја експанзија, е затоа што сите овие третмани се врзуваат со фактот дека целулитот обично се третира како козметички, а не како медицински проблем, нели? Малку некако така и се сваќаш. Да. Се сваќа како козметички, а тој е козметолошки, значи има малце разлика веќе козметички и козметолошки. Би требало да го работи доктор козметолог или дерматолог, да работи со тоа. Во најголем број од случаите се работат во козметички салони, работат девојки кои што немаат искуство од медицинска гледна точка. И затоа не може да работат баш со вакви апарати кои што требаат баш стручно лице успособено за да работи за да го применува тој апарат, за да има стварно значителни резултати, за да има ефекти од постигнатата терапија. Не е само да се направи колку да се направи терапијата. Мора и на крај клиентите да бидат задоволни. Неслучајно денеска токму вам ви имаме во нашата студија како дипломиран физиотерапевт, специјалист по кинезитерапија, адекватна инстанца која што би рекле на апсолутно стручен начин би можела да го третира овој, би рекле сега веќе медицински проблем. Така.
Ги напоменавте, мислам дека причините дел од нив, кои што можеби покрај тоа што лежат во хормоналниот статус, тука е несомнено и начинот на живот кој што го практикуваме, значи генетиката, но и заради што најчесто може да дојде до појава на целулит? Сега, можеме да натоврзам дека и недоволната активност, исто така и значителна улога. Предолгото седење пред компјутери и на столици исто така може да доведе до појава на целулит. И еден многу интересен податок е тоа дека носењето на високи подпетици доведува до појава на целулит. Многу ќе се запрашаат зошто сега баш високите подпетици, бидејќи кога буквално ќе застане на висока подпетица девојката или жената, тежината не паѓа исклучиво на само на една точка на предниот дел од стапалото, а кога е на рамни стапало, значи тежината паѓа на 3 точки. Не е исто, бидејќи се затегнува и автоматски тоа доведува до затегнување. Самото затегнување на кожата доведува и до појава на целулит. Некои постари податоци каде што имаме разгледувано кажуваат дека и носењето на многу тесни панталони, на многу тесни панталони и фармики исто така би можело да доведат до појава на целулит. Тоа е нешто поврзано со колагенот, со создавање на колаген на кожата на ткивото и ради тие причини може да се појави целулитот. Еластичноста на кожата се губи ради таа причина. Така. Важно при лекувањето на проблеми со целулитот е терапијата да биде сеопфатна, да не е сконцентрирана само на еден конвенционален метод, дали тоа ќе биде крема, како што кажавме, недоволна. Мора да биде, значи, терапијата долгосежна, долгорочна и исто така и да бидеме упорни при третирањето, затоа што не е проблем кој што настанал преку ноќ и исто така ќе се замине. Да. Значи, вака, една терапија во нашата ординација вклучува третман со шок вевот, антицелулитна масажа, специјални вежби кои што ги имаме изработени и му даваме како програма, која што треба да ја применуваат и во домашни услови, не само тој сат кој што ќе го поминат во нашата ординација, тој е многу малку, ако останатото време во текот на денот тие не прават ништо и не се практикуваат на сатите кои што ќе му ги дадеме на клиентите за да го задржиме тој стадиум додека сме стигнале при завршување на третманот. Исто така се дава и совет и програм начин за исхрана, како бидејќи исхраната исто така многу е важна и доведува до појава на целулит. Ако се придржуваат до сите тие 4 работи кои што ќе му ги кажеме, резултатите на крајот ќе се дојдат стварно на завидно ниво. Но без разлика тоа што е во едната фаза, како што кажавте, од третманот опаѓа антицелулитна масажа, тука е несомнено и лимфната дренажа, кои што мора да напоменеме, мора да бидат направени од страна на стручно и професионално лице, односно од страна на професионален терапевт. Навидум лимфната дренажа изгледа многу лесно и едноставно, но тоа мора да го изведува стручно и способено лице за да има ефект, за да не направиме некоја грешка. Сега стигнавме до новата револуционерна метода која што се употребува во современата, би рекла, антицелулитна терапија. Тоа е практиката и примената на шоквейв уредот, кој што го поседувате во Центарот за физикална терапија и кинезитерапија Валиево од Охрид. Каква важна улога има, би кажале сега веќе неговата употреба, токму во третманите против целулитот? Па вака сега, шоквевот е уствари еден апарат кој што работи на примена на ултразвучни бранови под висок притисок. Кога ултразвучниот бран ќе продре длабоко во ткивата, тоа делува на разбивање на тие масни наслаги кои што се натоложени во дермисот на подкожното ткиво, подкожното масно ткиво, ја забрзува циркулацијата на самото ткиво, доаѓа до измазнување на епидермисот, тоест на површинскиот слој на кожата. Исто така доаѓа до зголемување на метаболичката активност. Со самото тоа се зголемува циркулацијата. Со зголемување на циркулацијата доаѓа до исфрлување на токсините и кога ќе ги сумираме сите бенефити од ефектот кој што може да ги примени шоквевот, а не има и други класични ултразвучни терапии кои што се користат во
примена на ивотерапија за примена на антицелулитни третмани, меѓутоа шок вевот, бидејќи ги исва ултразвучни бранови под притисок, може да навлезе длабоко во ткивата и резултатот многу е подолго траен. Само на кратко ќе се надоврзам кога можеме едни калцификати на некои зглобови кои што може да се јават на делови од телото, доаѓа до нивна разградба и не се повторуваат назад с појавувањето на самиот калцификат или депозити на калциум фосфат на таложен или народно кажано шилци, не доаѓа до нивно повторно појавување, со тоа што сме отклониле причината за создавање на тие калцификати или недоволната васкуларизација на самото ткиво или на тетивата каде што се појавило калцифицирање, така исто и на третманиве кои што се применуваат за отстранување на целулитот. Ефикасноста е подолготрајна ако се придржуваме исто така и на вежбите кои што ги применува и им ги даваме на клиентите за да се ги извршуваат во домашни услови. Тука веќе мораме да напоменеме дека тоа всушност е она иста шоквев апаратура затоа што направивте компарација помеѓу примената во физикалната терапија при лекувањето, како што кажавте, на калцификати или шилци, народски кажано. Истиот апарат, меѓутоа со одредени додатоци кои што во овој случај е... Да, се користат различни видови на диаметри, тоест додатоци, апликатори кои што се комбинираат за физикална терапија или за естетски причини, како што е целулитов. Но тие се оние исти акустични шоквейв бранови кои што можат да најдат, дали може да најдат примена на пациенти на било која возраст, затоа што на почетокот кажавме дека првите симптоми за појава на целулит се јавуваат дури за време на пубертетот, тоа е на висина рана возраст, и дали можат исто така и да се третираат сите проблематични делови, дали станува збор за раце, нозе. Во зависност од возраста на пациентот, ќе го наречам пациент бидејќи станува збор исто така и за медицински проблем, има некои критериуми кои што треба да се практикуваат, во кој случај не сме да се применува ултразвучна терапија или шоквев терапијата. Тоа се зоните на раст на коската, кога станува збор за помлади девојки во фаза на пубертет. Меѓутоа, другите контраиндикации кои што веќе не смеат да се употребува шоквевот се многу минорни и незначителни, бидејќи ако имате такви проблеми, сигурно не би ги решавале проблемите со целулитот. Тоа се рак, тумор, луѓе што примаат антикоагулациона терапија, исто така луѓе што примаат кортикостероиди, многу незначителни кога станува збор за решавање на некој естетски проблем, повеќе естетски, а колку медицински. Значи возраста не е детерминанта? Да, Михаил, дадовме доволно увертира за антицелулитните третмани, односно примената на шоквейв апаратот за борба против целулитот. Во продолжение во вториот блок од нашиот разговор ќе се сконцентрираме токму на оваа револуционерна метода. Ве опаканувам да останете во продолжение со нашата Медика Инфо Плюс. Зборуваме значи за антицелулитниот третман со шоквейв апаратот. Наш денешен гостин е Михаил Шишковски, дипломиран физиотерапевт, специјалист по кинезитерапија. А во продолжение оставаме минути за одмор, релаксација, исто така и информација кога станува збор за нашите генерални спонзори. Тука се стоматолошкиот центар доктор Батковски од Охрид, кој што секоја недела во Медика Инфо Плюс и нудат информации кои што се однесуваат на подобрување на здравствената состојба на нашите заби. На кој начин да се негуваат, што треба да се превенира и каде треба да се делува, останува да слушнеме од прилогот во продолжение од стоматолошки центар доктор Батковски, а веднаш потоа тука си Биокосмос, продавниците за здрава храна со уште една интересна палета на нивни производи. Сместени во централното градско подрачје, како дел од комплексот Света Ѓоргија, од почетокот на 2012 година, во функција на потребите на граѓаните, отпочна со работа стоматолошкиот центар доктор Батковски. Во рамките на стоматолошкиот центар доктор Батковски, повеќе децении екзистира ординација по општа стоматологија.
чија што успешна приказна беше надоградена и со отворање на специјалистичка ординација по ортодонција. Во новите простории, опремени со најнова стоматолошка опрема, граѓаните можат да најдат решение за сите своји стоматолошки потреби. Ординацијата доктор Батковски ги следи најновите достигнувања и трендови во стоматологијата и медицината и има стручност и капацитет да одговори на потребите и барањата на клиентите. Во чекор со најновите методи, техники и достапни цени, во модерно уредени простории, тие години наназад представуваат лидер во апликацијата на нови технологии во областа на стоматологијата. Потврда за ова е набавката на еден од технолошки најнапредните ласери за избелување на зъбите во светот, кој од неодамна се употребува и во стоматолошкиот центар доктор Батковски. За избелување се користи 35 малце повисок агенс, 35% хидроген пероксид. Меѓутоа, самото намалување на експозицијата ги намалува сите штетни ефекти кои што се слуша за белењето дека е штетно, дека предизвикува известни алтерации на зъбите. Со овој лазер комплетно се тргаат тие негативни ефекти затоа што има специјални филтри кои што ја филтрираат лазерската светлина, лед светлина и плазма светлина и топлината која што доаѓа до зъбот е многу пониска него некои други лазери. Тоа е Beyond Polus лазерот кој што има 5 сертификати за сигурност, за безбедност, за употреба и сите врвни естетски стоматолози го имаат во своите ординации. Овој лазер го набавивме во март оваа година. Се запознавме со лазерот на саемот во Келн, Германија и сите истражувања кои што ги имаат тие вршено баш не фасцинира и ете го воведовме да и нашите пациенти добијат безбедно и сигурно белење со неминовни резултати. Иако за белењето на зъбите се уште постојат поделености околу неговата безбедност и полезност, сепак постојаниот развој на технологијата овозможил полека да се напуштаат овие мислења. Ова особено е точно за лазерските методи на белење на зъбите, кои споредено со некогашните постари методи имаат далеку побројни бенефити за пациентот. За белењето на зъби има многу заинтересирани, тоа е се уште најупотребувана алатка за унапредување на насмевката и можам да кажам на едноставен начин да некој си ја подобри својата самодоверба. Избелувањето на зъбите за избелување не постои старосна граница, значи после 16-та година веќе секој може да подлежи на овој третман. Она што е интересно со лазерското белење на зъби е што самата процедура е можеби тројно скратена време траењето на самата процедура, затоа што пред воведувањето на лазерското белење, самиот третман се изведуваше во 3 сеанси посебни, по 1 час, а сега сето тоа е светено на 30-минутно белење, значи во една сеанса и белење за повеќе од 8 нијанси. Доктор Стојановска потенцира дека многу важен елемент при белењето на зъбите, но и поеднократната сеанса е одржувањето на личната хигиена на пациентот. Дополнително, според неја пациентот ќе мора да се воздржува и од некои секојдневни навики, како пиењето кафе, црвено вино, пушењето, кои придонесуваат за побрзо пребојување на зъбите. Сепак таа потенцира дека благодарение на Beyond Polus лазерот, избелувањето на зъбите се случува дури до внатрешноста на зъбот на ниво на дентин, што само по себе придонесува за подобри, повпечатливи и секако подолготрајни ефекти од третманот.
Добар ден, почитувани гледачи, поздрав до сите гледачи на Инфомедика Плюс емисијата. Поздрав секако и до водителката Ирена Трајковска. Повторно со еден прилог поврзан со здравата храна, неодменливата компонента од твојата емисија, Ирена. И повторно ќе зборуваме за еден од производите овој пат од новата палета производи кои што ги добија во светот на здравата храна во Биокосмос продавницата тука во нашиот Охрид, и Христина ќе ни каже за нешто за што јас ете на пример прв пат слушам. Станува збор за јакон сирупот, меѓутоа едно добар ден и добре ни дојде во Инфомедика Плюс емисијата. Христина, многу интересна билка, станува збор за растение. Не, тоа е растение, односно корен. Добар ден пред се и до гледачите на ТВ Мики. Мило ми е што има доста заинтересираност од кога почна емисијава и се зголеми, да речем на некој начин, потрошувачката и заинтересираноста кај охриѓани. Она што е интересно кај јакон сирупот, всушност стана доста популарен затоа што се однесува за намалување на телесната тежина. И доста баран од муштерите, па затоа и го донесовме како производ, се извинувам. Она што е карактеристично, да го кажам први од што се добива, тоа е јакон растение, односно се прави сирупот од коренот, тоа се ризоми. Механички се добива на, да речем, минимум обработка и е доста природен, не содржи значи никакви додатоци плюс, и се користи како засладувач, кој нема калории, значи нискокалоричен е, нискогликемиски, така е доста популарен и кај диабетичарите, односно може да го користат и диабетичарите како засладувач. Како засладувач. Сега ќе да кажам, односно постепено како може да се користи, кај кого и што всушност содржи самиот сируп. Јакон сирупот е, да речам, од 40 до 50% содржи фруктоолигосахариди. Сахариди како сахариди се познати како, да речам, шекери кои имаат влијание во организмот, меѓутоа овие фруктоолигосахариди се онакви шекери кои не влијат, односно организмов не ги преработува. И затоа не се како калории, да речам, не остануваат во организмов, него тие работат, односно имаат функција како пребиотици. Односно, добрава бактерија што се наоѓа во нашиве црева, ја хранат и ја активираат да работи побрзо, односно да ја преработува подобро хранава што тешко е сварлива и може да го забрзуваат метаболизмов. На таков начин тој всушност и ја намалува телеснава тежина и е доста, да речам, мокен во тој поглед. Се активира повеќе метаболизам, посебно кај луѓе кои што имаат бавен, ето така условно. И бавен метаболизам и нормално ги намалува и мастите, мора да кажам, ги топи мастите. Што значи дека има и некакви антиоксидантски дејства? Имат и антиоксидантски дејства, меѓутоа доста се битни фруктоолигосахариди. Значи тие ги имат и во други производи, меѓутоа во овој сируп се доста концентрирани, односно ги имат од 40 до 50% кои се, да речам, добар процент и голем процент за да се намали телесната тежина. Не само телесната тежина, него и доста е битно што се намалува и обемот, што му е многу битно кај самиве потрошувачи. Како се употребува? Употребата кај јакон сирупот мора да е постепена. Односно се зема се започнува по едно лажиче кафено дневно. Може и по помалци за почеток, меѓутоа по само, да речам, еден месец, два, да дојде до 3 максимум. Така. Затоа што може да има несакани дејства, односно може да се добие до некоја иритација да дојде. Затоа најдобро е она што е докажано, да речам, одредено истражување што е направено за слабење, доколку сакаат да дојдат до некој да има такви некакви резултати, доволно е дури едно лажице дневно да се прими од овој сируп и да има ефикасно. Како засладувач да го користат најпрепорачливо или да го растворат во некаков пијалок? Може ти како засладувач, а може ти да знаат дека го примат пред доброк, да го земате едно лајче, дали растворено, дали така чисто како сируп. И може да го меша, да речам, и во десерти да го става. Така. За диабетичари се клава наместо шеќер, дали во торти, дали во било што во чаеви, во сокчина. Што е со вкусот? Вкусот е значи многу убав. Имаат вкус на кафеав шеќер нешто и на меласата која е, мислам, благо нешто и е доста задоволство, да речам, прави за секого. Она друго што сакам да го кажам е тоа дека јакон сирупот може да е и
долгорочно да се употребува како засладувач, нормално, Така. меѓутоа да се внимава да не се претера со дозата, со земањето. Овај сируп инаку потекнуваат од Андите и е познати како јаболко од Андите, затоа што е, ако така го викаат, го нарекуваат, меѓутоа тоа е како личит како батат компир, овај што е компир, блак компир што го викаме. И е доста интересно што има доста големи резултати во намалување на тежината и се направени испитувања. Компарација е направена, овие што прават, да речам, диети, за 120 дена е докажано дека од 40 жени што се правило испитување, дека ослабеле 15 кила. За 120 дена. 4 месеци, што е супер и по природен пат. Да, по природен пат. Најбитно е што, значи, овие фруктоолигосахаридиви што ги содржи. Тие вршат целата функција за намалување на тежината, за намалување на мастите, намалување на холестерол, триглицериди, притисок, тоа све затоа што го има. Регулација фактички ќе се доби. И да внимаваат, уште еднаш да повториме, да внимаваат на дозирањето. Да. Може да се нагласи тоа затоа што е многу благо и кога ќе засладуваат може по помалци да редат. Претходно нормално ќе си пробаат и ќе по свој вкус ќе знаат дека е доволно. Така. Ти благодарам, Христина. Ова, почитувани гледачи, беа информациите поврзани само со еден од производите од новата палета на производи во Биокосмос за јакон сирупот. Ми останува само да ви се заблагодарам за вашето внимание и ќе се видиме во наредното издание на Инфомедика Плюс емисијата со нешто ново секако од продавницата на Биокосмос тука во нашиот град. Ете така, откако ги слушнавме новитетите кои што како препорака до сите вас ни дојде од стоматолошкиот центар доктор Батковски преку прилогот на нашите колеги, исто така и за палетата на производи од Биокосмос, продолжуваме со разговорот во нашето студио за денешна тема во Медика Инфо Плюс. Зборуваме со Михаел Шишковски, дипломиран физиотерапевт, специјалист по кинезитерапија. Ни доаѓате од Центарот за физикална терапија и кинезитерапија Валео од Охрид, центар во кој што поседувате Shockwave апарат за среќа во овој регион. Третман кој што во светски рамки на вистина се применува на широко и од неодамна, кај нас е новитет, затоа сме тука да го објасниме неговиот начин на делување и бенефитите кои што во случајов се концентрираме, значи покрај палетата и диапазонот на делување на Shockwave апаратот кој што исто така наоѓа примена, ќе спомниме при крајот на емисијата во случаи, значи каде што имаме проблеми од физикален аспект. Овој пат се задржуваме на антицелулитниот третман со примена на Shockwave апаратот. И сега на кој начин би сакала да започнеме со тоа? Делува на кожата и ткивото ударниот бран кој што кажавме дека го испушта Shockwave апаратот. Значи вака, на кратко, Shockwave технологијата ги разбива масните клетки и ја реставрира, тоа се враќа флексибилноста на сврзното ткиво. Тоа се зголемува циркулацијата помеѓу масните клетки кои што се наоѓаат во дермисот на кожата и со тоа едноставно да доаѓа до измазнување, таа добро позната кожа, тоа е како кора од портокал, народно кажано, веќе се губи, кожата станува мазна, обемот, бидејќи имаме како неправилна формација на делот кај што се наоѓа целулит, веќе тоа добива помазен облик и телото е витко и тоа е оној веќе физички уочлив момент кој што го очекуваме после третманот. Би сублимирала, значи овој бран значи продира длабоко преку кожата, како што кажавте, достигнува до влакнестите формации, формирани околу сврзнато ткиво, како што спомнавте на почеток, кои што се главни причинители за појава на целулитот. И покрај тоа акустичниот бран Shockwave стимулира, мислам дека напоменавте, производство на колаген. Зошто е сега колагенот, да кажеме, важен? Тоа е еден протеин кој што е многу битен за мазноста, за еластичноста на кожата. Со самото создавање со самото стимулирање на создавање на поголемо количество на колаген, ефектот се зголемува
за да го добиеме нормално нашиот посакуван ефект. Акустичните бранови, како што кажавте, ја покрај тоа што ја затегнуваат кожата, значи, не дозволуваат на целулитот да навлезе во незе и да се создаде добро познатиот ефект на кора од портокал. Тоа накусо би било она што после третманот треба да се очекува. Би спомнале дали овој третман покрај тоа што е брз, ефикасен е, како што кажуваме, неинвазивен и безболен. Тоа може би е интересно. Единствено чувство кое што го осеќаат и ќе го осеќаат клиентите е како благо пецкање, меѓутоа тоа не е ништо болно, не е ништо страшно, не влегува толку длабоко, ние цело време кажуваме дека навлегува длабоко во ткивата, навлегува длабоко онолку колку што не би направил проблем на останатите ткива, мускули или на некое коскено ткиво, или на крајен случај нема шанси да повреди некој нерв. Значи да не се плашат клиентите дека би може да настане некоја повреда, тој е заштитен, безболен метод и нема некои контраиндикации кои што би можеле да се јават како нус ефекти при третманот или при завршување на третманот. Значи, го оправдуваме епитетот на брзина, ефикасност, неинвазивност и безболност, но дали можат воопшто некои контраиндикации после самиот третман да се јава? Значи, кажуваме дека нема инвазија на останатите ткива и органи кои што се во непосредна близина на арејата која што е офатена со целулит или антицелулитна терапија која што ја третираме. Дали постојат нуспојави кои што може да се јават после третманот? Единствено нешто е хиперемија, тоа е црвенило кој што се јава на делот кој што се третира, а тоа нас ни е ефектот да ја зголеми циркулацијата, што е нормално и воочливо, мора да биде така и уствари тоа не би го кажал како нус ефект, туку тоа е нормален ефект кој што го очекуваме и се појавува нормално после секој третман. Ништо друго не би било. Сите ефекти кои што ќе се јават се од позитивен аспект, не од негативен. Токму временската детерминанта е можеби најинтересно, односно после колку фази или третмани треба да помине еден пациент за да обезбеди ефективни и долгорочни уочливи резултати. Па вака, неделно се прават од 2 до 3 третмани. Мора да се направат 10 третмани за да се заврши една фаза, еден стадиум на лечење или на лечење на целулитот, но бројов на повторување зависи од фазата на целулитот, дали прва, втора или трет стадиум на целулит, кај исто така зависи на кој дел е појавен целулитот. Значи има многу параметри кои што треба да се сублимираат и да се постави една диагноза, да се направи еден план за програма кој што треба да го работиме и од тоа зависи и бројот на третманите и колку пати треба да се повторат сеанси. Дали од всушност и фазата, како што кажавте, во која што ќе дојде пациентката која што има проблеми со целулитот, зависи временски колку ќе трае еден третман? Дали тоа е индивидуално? Време траењето на еден третман не зависи бројот на третманите. Значи временскиот третман, без разлика во кој стадиум, во која фаза на целулит или кој стадиум на целулит станува збор, не зависи бројот на третманите кои што треба да се повторуваат за да го добиеме посакуваниот ефект. Така. Како жена ме интересира повторно ќе го поставам слично прашање, после колку третмани, Михаел, или временска дистанца се видливи значајните промени? Уште после завршување на првиот третман има некои податоци. Доктор Маркус Стейнер, тој е еден професор на универзитетот во Лондон, направил некоја научно-истражувачка работа од која што испитал 18 жени во различни стадиуми или фази, прва, втора или трета фаза. И има така интересни резултати кои што се добиени. Сега аз морам да ви ги прочитам тие, бидејќи се... Интересни, да. Интересни се како податок. Испитани се 18 жени, од кои од прва фаза била диагностицирана само една жена или 6%, во втора фаза испитани се 7 жени или 39% и во трета фаза 10 жени или 55%. Резултатите кои што се добиле
за време на терапијата биле, тоест за време на првиот третман или за време на еден третман, пред третманот, една испитаничка била земена една како пример, една е кажана, тука сакам да кажам за бројот на килограмите, тежела 74,1 килограм, кога завршил третманот, истата жена тежела 73,9 килограми. Тоа е 200 грама има изгубено во тежина. Сега, тоа не го изгубила пропорцијата на масно ткиво. Значи, да не се сватиме погрешно дека ние ќе ги стопиме мастите, дека мастите нема да ги имат. Да ги има после завршување на терапијата. Исто така има и уште еден параметар кој што е значаен. Се мерело, има докторов, има измерено должина на латералниот или надворешниот дел на скочниот зглоб и главата до коската, бутната коска на една точка, туберкуломајор медицински кажани. И има пред започнување на третманот и после завршување на третманот добиени се некои отприлика од 7 до 10 до 9 милиметри добиено е пред како резултат од третманот. Тоа значи дека кожата се затегнала, кожата обемот е малку намален, со тоа ние уствари го добиена е целта на третманот. Таа што кажуваме за тегнатоста на кожата, за тегнатоста на кожата, да. Овие податоци се доста интересни и занимливи и мислам дека ќе им помогнат колку толку на клиентките да знаат значи дека оваа метода да се сигурни и да знаат дека е научно докажана. Исто како и во физикалната терапија, така и во естетската медицина за антицелулитните третмани. Не е нешто кое што не е докажано, значи све се води на евиденција на факти и докази кои што се испитаници од врвни доктори кои што имаат реномирано реномирано искуство позади себе. И неслучајно се прават тие студии и сондажи кои што после имплементирањето на секоја апаратура, па и во медицината, нели, значени се резултатите кои што по извесен период се уочливи и видливи, а бројките зборуваат покрај статистиката за успехот или бенефитот од имплементацијата на токму таа терапија. Интересно е, Михаил, да напоменеме после колка временски период по завршувањето сега веќе на третманот во кој што сме имале свој виден успех, трае зголемувањето и еластичноста на кожата, односно колкав период се заштитени пациентите од како го направиле антицелулитниот третман со Shockwave? Индивидуално од пациент до пациент или од клиент до клиент. Значи не можеме да кажеме некој си точен податок, бидејќи напоменав пред малку дека многу зависи од не само желбата да сака да отстранат целулитот, туку колку ќе се применуваат на советите кои што ние ќе им ги дадеме на клиентите. Пак ќе напоменам, тоа што сат време ние третманот ќе го направиме во нашата ординација. Многу малку ако останатите 23 сати во текот на денот или работни 12 сати можам да кажам, ние не практикуваме ништо, едноставно се придржуваме на старите навики кои што сме ги применувале пред да почнеме да го практикуваме овој третман. Впрочем, и како што кажавме, постојат голем број на фактори кои што влијаат за појава на целулитот, истите влијаат за повторно создавање на веќе отстранетиот целулит после одреден третман, но со повторување би рекле сигурно постои некоја детерминанта, со повторување на колку пати во текот на годината, ето би рекле со Shockwave терапија, можеме да го држиме барем под контрола. Два пати, две сеанси од по 10 или 20 третмани, во зависност пак ќе кажам од фазата на кој степен на целулит станува збор, би биле оптимални и доволни и мислам дека резултатите ќе бидат на завидна нива. Би сублимирале на кратко, акустичните бранови на Shockwave терапијата влијаат на сврзното ткиво, така што кожата станува подсврста и помазна и тоа е оној всушност надворешен физички уочлив момент кој што го постакуваме после секој третман. Да.
Дали токму оваа брза ефикасност на шоквев третманот го става токму него на листата на приоритети на третмани кога станува збор за борбата против целулитот? Па, антицелулитната терапија со помош на шок-вев апаратот моментално е последен начин, најнов метод кој што е се применува во борбата за антицелулитната терапија и е докажано најефикасен и тоа е она што му го дава приматот, така? Да, за жал информираноста на ова подрачје и не само на подрачје, на цела Македонија, цел Балкан можам да кажеме многу поназад колку западноевропските земји или во Америка. Значи примената на шок-вев е почната уште од 1993 година на тркачки коњи, на воспаление на ахилова тетива. Од 2001 година почнати се да се работат на пациенти. Кај нас, за жал, многу подоцна технологијата стигнува, ради, кажав пак, недоволна информираност и на докторите, а посебно и на пациентите. Ако станува збор за економскиот момент, веќе се трудиме да го надминеме, односно сето она што е корисно да го имплементираме без разлика колку чини имплементирањето токму на таа опрема, да биде достапна. Ако станува збор за стручна екипираност и од ваша страна, значи аспект на едуцираност, веќе поседуваме кадар, би рекле, за кој што ќе оперира токму со таа апаратура, впрочем е вие дипломиран физиотерапевт кој што примената на шоквев апаратот покрај, значи како рехабилитациона, би рекле, мерка, ќе напоменеме сега и за неговата останата примена. Еве веќе се вклучувате токму во тие антицелулитни третмани со примена на шоквев со одредени додатоци на истиот тој апарат. И може би рекли последната фаза, односно свеста која што ја напоменавте кај нашиот народ, кој што не ги опфаќа ниту економскиот, ниту социјалниот момент, туку информативниот момент. Тука сме со таа цела и денеска да напоменеме дека постојат третмани кои што ги заменуваат класичните, се многу побрзи, поефикасни и подолгорочни, ни се достапни, но време е таа стигма која што ја напоменав на почетокот од нашиот разговор, да сватиме дека целулитот не представува естетски, туку медицински проблем. Да. И на тој начин да биде и неговиот пристап. Така. А секој пациент, пак ќе спомнам пациент, секогаш вината ја бара во другиот или во докторот или во терапевтот, никогаш вината не си ја бара во самиот себе си. Ако нема резултати, тоест ако се врати резултатот пак назад, што не би требало и не се јавуваат после овој третман, меѓутоа ако не се придржуваат посебно на исхраната, посебно на советите кои што ќе му ги дадеме, да не ја бараат вината во нас. Так. Не станува збор само за тоа што покрај тоа што бараме, треба и да даваме од себе си добри навики. Так. Сега на самиот крај уште, Михаил, да напоменеме за овој модерен, како што кажавме, неинвазивен метод, и тоа мораме да го напоменеме, покрај антицелулитни третмани се употребувани или како метод за рехабилитација и амбулантска физикална терапија. Тоа му беше всушност и првенствената намена кога го имплементиравте шоквев апаратот во Центарот за физикална терапија и кинезиотерапија Валиево Охрид. Така, значи, областите во кои што може да се работи шоквевот за примена на физикална терапија се многу поголеми отколку во естетската медицина или лечењето на антицелулитни третмани. Се користи во спортска медицина, во ортопедија, во физиатрија. Значи, областите во кои што може да се работи, се надевам во друга прилика ќе разговараме. Има уште многу време, можам да зборувам и да објаснувам колку е голема примената и колкав е бенефитот од самиот апарат. Дури после првиот третман има значителни резултати кои што ни еден апарат за физикална терапија не би можел да го даде. Не самиот начин на изфрлување на ултразвучните бранови, посебно под притисок кога се изфрлуваат, има значителни резултати, бидејќи има многу малце минорни контраиндикации, а индикациите се на големо и на завидно ниво. Почнувајќи од мускулна болка, од мускулни спазми, воспаление на тетиви, калцификати или остеофити,
многу голема примена Широк има за диапазон на примена, широк да. диапазон на примена. Ветуваме дека ќе ве поканиме повторно во нашата Америка Инфо Плюс да прозборуваме како засебна целина на примената на шок-вев апаратот, како што кажавме, при рехабилитација и амбулантска физикална терапија врз пациенти. Впрочем, тоа и вашата специјалност, дипломиран физиотерапевт, сте специјалист по кинезитерапија. Тоа е она што ви е фах на делување, покрај ова што денеска можеби како ете моменти вака во предновогодишна атмосфера би бил интересен особено за женската популација, односно антицелулитните третмани кои што се брзи, ефикасни, уочливи. Тоа е што го бараме, Михаил. Всушност, за кратко време да имаме сигурен и видлив резултат. Так. Благодарам уште една за исцрпните одговори кои што ни ги дадовте денеска на прашањата кои што беа интересни, а се однесуваа на третманите со шок-вейв апаратот против целулитот и се надевам дека за скоро време ќе зборуваме за неговата останата примена. Ви благодарам за поканата и се надевам дека ќе се видиме за брзо. Так. Наш денешен гостин во Америка Инфо Плюс беше Михаил Шишковски, дипломиран физиотерапевт, специјалист по кинезитерапија, представник на Центарот за физикална терапија и кинезитерапија во Лео Охрид. Зборувавме за антицелулитните третмани со примена на шок-вейв апаратура која што ја имаат на располагање во овој центар, која што на вистина има револуционерна примена како современа метода во борбата против целулитот. Напоменавме, не представува само косметолошки, туку представува медицински проблем, затоа и пристапот треба да биде особен, треба да биде интензивен, со овој неинвазивен метод да стигнеме до навистина брзи, уочливи и ефикасни долгосежни резултати. Благодарам за вашето внимание, ве поканувам на нова средба во новата Америка Инфо Плюс наредната недела, затоа што можеби здравието и не е се, но без здравието за сите се ќе биде ништо. Затоа заеднички се заложуваме. Пријатна вечер.